Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Финансиската полиција отвори случај за првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. И во овој случај е поврзан Љупчо Пецов Ѓаволот и неговата фирма Триертерол. Финансиската полиција бара одговорност за регулаторите кои навреме не му ја одзеле лиценцата за работа. Бислимовски негира незаконско постапување. Вели дека процедурата била иста за сите компании и порачува дека нема да дозволи да му биде извалкано името. Председателот на регулаторна Марко Бислимовски доби кривична пријава од финансиската полиција. Го сомнича дека злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанијата за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, Триертерол Петрол продолжил да работи уште повеќе од една година, да склучува договори да остварува приходи, а според пријавата на тој начин била стекната незаконска добивка од нешто над 200.000 евра. Спротивно на Законот за енергетика и правилникот за лиценци, иако бил должен да отпочне постапка за одземање на лиценца на правното лице Триертерол Петрол до Скопје, поради неисполнување на законски пропишаните услови, донел незаконско решение за прекин на постапката и наместо лиценцата да биде одземена на 15 јануари 2024 година, истата е одземена дури на 14 април 2025, со што ја овозможил на компанијата противзаконски да продолжи со вршење на енергетска дејност 15 месеци по истекот на законските услови и да учествува и да склучува договори по однос на јавни набавки, стои во кривичната пријава. Председателот на регулаторна ќе докажува пред институциите дека се било според Законот за енергетика и правилникот за издавање дозволи. Вели не е само оваа компанија. Во истиот временски период биле водени и постапки за дозволи и за други фирми истовремено. Дали се работи за политички притисоци, вели времето ќе покаже. Овие постапки се потврдувани од сериозен тим во регулаторната комисија за енергетика. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и правилникот за лиценци. Фирмата на Пецов низ годините има повеќе кривични пријави. Уште во 2022-та регулаторна започнала постапка да ја одземе лиценцата, бидејќи не поседувале резерви на нафта, но потоа следеше кривична пријава дека фалсификувале документи за наводна набавка на резервоари за нафта, за да им биде продолжена лиценцата. Кривична пријава финансово им поднесе и за фалсификување на документација за да добиваат тендери, но и за затајување данок. Кривична фирмата имаше и за испорака на нафта во училиште и градинки, помалку од тоа што било предвидено, со што го штетувале буџетот на државата. Љупчо Пецов Ѓаволот е во домашен притвор за предметот Синчир, откако од бегство се предаде на полицијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Македонските камионски превозници синоќа се повлекоа од блокадите на товарниот сообраќај на граничните премини кон Европската унија. Министерот за транспорт и врски објави дека Европската унија го измени правилото за електронска евиденција за престои на превозниците во земјите од Шенген зоната. СДСМ пак најави нов закон со кој ќе бара минимална плата да се зголеми на 600 евра. Премиерот Мицковски ја призна потребата за раст на платите, но порача дека владата не е адреса за вакви барања. СДСМ ќе поднесе закон со кој ќе бара минималната плата да се зголеми на 600 евра. Тоа ќе биде втор ваков закон кој опозицијата го поднесува во последните нешто повеќе од 3 месеци. Најавата доаѓа по вчерашниот протест на синдикатите кои исто така побара минималец од 600 евра. Со ова одржуваме континуитет на нашите политики од време кога СДСМ ја водеше владата, кога платите минималната просечната растеа во континуитет, дури и во ситуација на многу тешки кризи, а истовремено ги поддржуваме барањата на работниците и Сојузот на синдикати кои што беа вчера изнесени во јавноста. Отворени сме за соработка.
Филипче немаше точна информација кога овој закон би се нашол пред пратениците. Вели ке се консултира со синдикатите и по техничкото уредување, законот ке влезе во собраниска процедура. Заедно со овој предлог СДСМ ке побара од собранието и да им ги замрзне платите на функционерите. Премиерот ја разбира потребата за раст на платите, но вели владата не е адреса на која треба да пристигнуваат вакви барања. Повисоки плати треба да се бараат и треба секој кој што бара повисока плата да се поддржи. Но не е таа адреса владата, бидејќи ќе повторам, ние како работодавач сме ги регулирале односите со нашите колеги. Тоа треба да бидат работодавачите, но и оние кои што 7 години беа влада, ја крадеа, опустошуваа оваа држава, вклучително и работниците. Го рекетираа бизнисот, го уценуваа бизнисот. Тие се тие кои што се вистинската адреса за протест. Работодавачите веќе излегоа со став дека до овој момент не се подготвени да ги зголемат платите и побараа владата да ги субвенционира придонесите. СДСМ и во октомври лани предложи зголемување на минималната плата, но тогаш бараа минималец од 450 евра. Во моментов минималната плата е 24.400 денари. Евентуален неизин раст на над 36.000 денари би било зголемување за околу 12.000 денари, што е еднакво на вкупното зголемување на минималната плата во последните речиси 10 години заедно. Најголем годишен раст минималната плата имала во 2022-та, кога пораснала за над 3.000 денари, во услови на годишна стапка на инфлација од преку 14%. Александар Спасовски, Сител телевизија. Граѓаните и институциите ги прават последните подготовки пред стартот на Безбеден град. Над 100 возачи дневно доаѓаат на шалтерот на МВР за проверка и ажурирање на нивните податоци. Секој возач е должен да остави точни податоци и доколку има измени да ги поднесе новите. Потребни се валидна имейл адреса и телефонски број од возачот. Од недела 1 февруари, доколку сторите прекршок во сообраќај, а за истото не ви пристигне известување, тоа нема да ве спаси од казната. Веројатно не сте ги ажурирале податоците во МВР. Возачите кои не го сториле тоа, може да го направат овде на шалтерот на МВР Безбеден град во зградата на МРТВ, по електронски пат или во станиците за технички преглед. За возачите е важно да пристигне прекршочниот налог на време, бидејќи ако казната се плати во рок од 8 дена, ќе ги чини половина од износот. По истекот на рокот, системот ќе биде немилосреден, ќе се плаќа целосната сума или присилно. Граѓаните велат го испробале системот со помал прекршок и функционира. Оние чија работа е постојано да се задволанот, се особено загрижени од казните. Има позитивен ефект и не ме загрижува пошто внимателно си возам. Зашто ви стигна загрижување? На што го испробавте? Го испробав за брзина. Дозволено беше 50, јас поминав со 53. Ти биде повуци потегни. Зашто? Па така, ти има несакани, како да кажам, несакани пенали, плаќање казни. Последните денови беа искористени за финално пеглање на софтверот. Се тестираше СЕО, точната брзина на движење, па се до валидноста на секоја регистарска табличка во реално време. Ке се казнува за брзо возење, истечена регистрација, минување на црвено, како и непрописно запирање и паркирање. Цената на казните се движи од 15 па се до 500 евра. Министерот за внатрешни работи најави и полициски возила пресретнувачи, опремени со мобилни камери кои ќе патролираат низ цела држава. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Втора недела поред има помалку болни од грип. Според последната анализа на Институтот за јавно здравје, во првите денови од почетокот на второто полугодие пријавени се 1700 случаи, што е за 17% намалување од неделата претходно додека децата беа на распуст, но бројот е помал и од истиот период минатата недела. Од Институтот се категорични дека многу е рано да се каже дали сме го поминале пикот. Приметувате дека имаме 2 недели намалување на бројките, но се уште е многу рано да кажеме дека сме го надминале пикот, бидејќи во минатата сезона имавме 2 пика. Може би ова е првиот, може би да е и последниот, но не значи дека нема да има
нов пик и ново растење на бројките, ние како институт остануваме посветено да ги следиме и да ја известуваме јавноста. Според извештајот на ИА за од вкупниот број пријавени случаи со грип над 400 се деца до 14 години. Што значи највисоката инциденца се регистрира кај деца на возраст помеѓу 0 и 14 години. Во однос на градовите, Дебар и Кратово се бележи многу висока активност. Во 3 града, како што е Охрид, Кавадарци и Струмица, имаме висока активност. Средна активност имаме во 9 градови. Во 12 се бележи сезонска активност, додека во 2 се бележи многу ниска активност. Оваа сезона од вкупно 10.000 пријавени случаи со грип и заболувања слични на грипот, речиси 8.000 се во јануари. Александар Динев, Сител телевизија. Вестите во 8 часот завршија, следното издание во 9. Пријатно.